Централната власт ги саботира капиталните проекти и го кочи развојот на општините во кои градоначалниците се од редовите на ВМРО-ДПМН. Власта не само што нема слух за овие општини, туку ги остава на цедило без поддршка. Автопатот Кичево-Охрид и затворениот пливачки базен се градат цели 8 години. Децениски проблем е и изградбата на Марина, како и дислокацијата на депонијата Буково. Се уште се чека и планот за Охридското крајбрежје. Ова се само дел од проблемите со кои се соочува охридскиот градоначалник Пецаков. Вакви погубни политики према Охрид, континуирано во последните 3-4 години, јас барем колку што памтам, не сум видел од ниту една влада и ова кое што континуирано го прават како притисок, затоа што ако размислиме генерално, катната гаража, плоштадот реконструкцијата, сите останати работи кои што се пред конзерваторско мислење ќе користат сите граѓани и туристи во Македонија, нема да ги користи само градоначалникот и охриѓани, па сега ќе тераме инет и цело време не можеме да ги завршиме работите. Прилеп е една од општините која пронашла алтернативен начин за финансирање на капитални проекти преку издавање на општинска обврзница, но ништо од тоа. Нешто кое што од старт беше закочено и немавме можност да продолжиме да интервенираме за да го оствариме и реализираме преку централната власт. А со тоа беше единствена и јасна целта и намерата да се обезбедат повеќе пари во општинската каса, која што вреди да се напомене дека пред 2 години оваа локална власт се начека со минус 5 милиони евра. Локалната власт во Дебрца поднесува проекти аплицирајќи на најразлични национални програми, ама се окозува додека дојде до парите. Поминува долг временски период од моментот кога ние ги поднесуваме апликациите до моментот кога се одобруваат тие средства, а потоа и додека се имплементираат. Значи се губи година, некојаш и година и половина, значи цела една буџетска година губиме, додека ги добиеме и оние средства кои што се одобрени. Генерален проблем кој го имаат сите општини се блок дотациите, кои ги добиваат од Министерството за образование. Парите не стигнуваат за да се закрпат дупките во училиштата, а камоли за нивно тековно одржување.